По повод пресконференцијата на Сејфо Кадри, демократските сили на ромите и јас као председател на партијата сакаме да го истакнеме следново, дека нашата партија Демократски сили на ромите не е човек партија, тоа е партија идеологија, партија која е макотрпно градена, партија која е најсериозна ромска и најсилна ромска политичка партија во Шуторизари. Сите изминати 11 години покажавме дека сме силно организирани, дека знаеме што правиме, партија со идеологија, партија која ги штити интересите на ромската заедница и во претходниот период, предводена од мене, како доктор по правни науки Шабан Салију, и со сите мои најблиски соработници кои во овај момент сме, остваривме доста успеси и на локално ниво и на републичко ниво. На жалост, тие 5-6 ги поздравувам и им порачувам дека ние такви членови во нашата партија не сакаме. Ние во нашата партија токму ги исклучивме и ги изфрливме поради нивните непринципиелни рушења на статутарно-програмските определби на нашата партија и сето она што во овај момент кажувам идеологија на ромската заедница. Нивните постапки се антиромски и се коса со основните принципи на хуманитарното право. Она што сакам да им искажам и дека во претходните денови, овие 2 недели, каде се обидуваат да се организираат смешно со председателство и извршен одбор пред 3 години, а не со председателство на вистинското и правото. Тие 5-6 предавници на ромската заедница ги изфрлиме сето со една цел, да оставиме чиста политичка партија со 42 огранка низ Република Македонија, со некаде повеќе од 30.000 членови кои гласале ова претходните години и повторно ќе гласаат. Нека не зборуваат за идеологија, бидејќи тие воопшто ја немаат. Начело денеска со нив стојат двајца луѓе кои имаат само основно образование, со таква структура на личности не може да се гради идеологија. Она што исто сакам да го истакнам, дека ние на уреден, вонреден 7-ми конгрес ги изфрливме сето со една цел, да ја прочистиме нашата партија од некултурното и непрофесионално, небулозно однесување на Сејфо Кадри и тие 4-5 луѓе кои беа околу него. Сите проблеми во нашата партија се случија токму поради Сејфо Кадри, кој има лични амбиции да биде кандидат за градоначелник. Меѓутоа, председателството на партијата и целокупното членство, кој повторно кажувам околу 30.000 членови, не сака и не прифаќа таква личност да биде кандидат и сите ние да стоиме за таков кандидат на овие локални избори. Ние за локалните избори уште посилно ќе се организираме и посилно ќе настапиме. Значи, одговорно тврдам дека политичката партија Демократски сили на ромите не е од 100 души, не е од 200. Во Шуторизари може да располагаме со гласачко тело околу 3 до 4.000, бидејќи е варијабилно, меѓутоа во државата имаме 30.000 гласачи. Тие гласачи не се случајни и нема да потпаднат по небулозните и измислиците на Сејфо Кадри. Продолжуваме уште посилно и уште понатака. Значи, повторно нема да паѓаме на нивото на Сејфо Кадри, да одговараме на неговата небулоза. Ви благодарам. Само би сакал да истакнам дека ние, конгресот кој го одржавме во нашата политичка партија, го имаме озваничено, имаме решение од 21. август 2007 година, каде што конгресот, односно измените на статутот и другите промени, се со судски печат озваничени. Исто така би сакал да покажам едно решение каде Сејфо Кадри е исклучен и од подписник на нашата жиро сметка, токму еве и неговото обраќање до Комерцијална банка Скопје, каде што бара да се блокира сметката, јасно се произнесува дека
не е овластено лице кој може да раководи со нашата политичка партија. Нашата партија, претседателството на нашата партија не брои 6 члена, напротив броеше 43 члена, а сега претседателството брои околу 37 члена. Продолжуваме понатака. Мене ми е жал што на ваков начин се обидуваат да ги залажат членовите на нашата политичка партија и останатите граѓани во Република Македонија.